Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, да знаме од првиот човек Липчановски. Добро утро и добре ни дојдовте. Ги слушнавте ставовите на господинот Блажевски. Сериозни предизвици имаме и пред новата туристичка сезона, но ајде ќе ја почнеме да речеме со една убава оптимистична информација. Ваша изјава неодамна дадена, велите првичните исклучително позитивни бројки од првиот квартал на македонскиот туризам му оставија широк простор за уште поамбициозни проекции за следниот период од годината. Какви се тие оптимистични бројки? Бројките кои што ги кажавме во 2022 во август, во септември, дека оваа година се стремиме кон 3,3 милиони ноќевања и надминување на бројките не само од 2019, бидејќи буџетски и од туристичкиот промет тие ги надминавме во 2022. Односно сега веќе целиме на повеќе од 530 милиони долари во македонската економија од туризмот и угостителството. Господин Блажевски кажа дека постојано се унапредува понудата, тоа е долгорочен процес на кој што треба да се работи. Каков е вашиот впечаток, каква понуда имаат македонските туристички центри на почетокот на летната туристичка сезона? Се збогатува портфолиото на атракции, се збогатува портфолиото на понуда. Тоа возможува дополнително трошење на средства на туристите, односно вонпансионска потрошувачка. Ме радува фактот дека и покрај потешкотиите што се случува во Охрид, во разговор со господинот Блажевски, веќе 70% од капацитетите во овој момент се полни во Охрид, со домашни и со странски, доминираат странските туристи. Тоа е вообичаена слика, бидејќи после пандемијата нашите туристи сакаат да посетат некоја друга дестинација и исто очекувано е 2 до 3 дестинации да имаат пат, односно да не можат да се вратат на бројките од 2019 година, едната поради одредените односи со Бугарија, бидејќи очекуваме на двете страни да имаме намалување на бројот на туристи, додека албанските и косовските туристи веќе 2 години патуваат само во Македонија и максимално издегустираат дестинацијата и очекуваме тие да бидат во помал број, но ги надокнадуваме со други дестинации кои што веќе се отворени, се работеше заеднички со туристичкиот сектор во изминатите 2 години и дестинации кои што во многу нешто ќе ги изненадат кога ќе ги гледаме статистиките, бидејќи доволно растат за да можеме тој сегмент на минус и очекуван минус од дестинациите да го покриеме. Во однос на цената, каков е вашиот став? И тука не мислам само на Охрид, мислам на сите туристички центри, ги имаме бројни. Ако ги прашаме, се извинувам што ве прекинувам, ако ги прашаме граѓаните ќе кажат дека во Македонија е прескапо, хотелиерите, туристичките работници ќе кажат дека е и преевтино во однос на тоа што го работат. Сега тука некаде разумен компромис да најдеме? Треба да одлучиме. Дали ќе чекаме половина час повеќе за да отидеме до Охрид, или ќе чекаме 2 до 3 часа на граничниот премин, за да излеземе од државата. Тоа е основа. Ако на едното место не ни смета, не треба да ни смета ни на другото. Факт е дека предолго се автопатот предолго се реновира, се прави. Факт е дека можеби не требаше во овој летен период токму сега да бидат затворени тие 500 или повеќе метри, но факт е дека тие мора да бидат направени. Трпението знам дека е на крај и мислам дека се уште имаме доволно волја да ги посетуваме домашните туристички капацитети, барем за викенд. Апелирам до нашите туроператори и туристички агенции се повеќе да создаваат викенд аранжмани, 3-дневни, 5-дневни и 7-дневни аранжмани за Македонија и тие да бидат различни, со различни форми на туристичка понуда, односно, можеби, гастро концепт, активни форми на туризам, културни тури, различни диверзификација на понудата, но исто да се фокусираат и на странските туристи кои што се веќе кај нас за понудување на повеќе атракции во текот на денот. На тој начин ќе можеме што повеќе да имаме или домашен извоз кога се домашните туристи во прашање и странците кои што мултипликативниот ефект на нивните средства е многу поголем од колку нашите. Ги споменавте домашните туроператори, години наназад не заинтересирани се за домашната туристичка понуда. Се менува ли нешто на оваа тема? Се менува. Се повеќе туроператори се охрабруваат, не само за нас, туку и за регионот, да создаваат типични тури кои што ќе ги мотивираат да не посетат. Односно, и оваа година е веќе тенденција туристите кои што се транзит да останат една вечер повеќе кај нас. Ако имаме поголем број на атракции, ако понудиме поголема можност за прошетки, за откривање на нови дестинации, за се она што треба да го откриат на некој свој начин, тогаш
тогаш велиме дека сме успеале. Понекогаш и не се важни средствата и не се важни буџетските средства кои што Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги има туку мотивираноста на вработените и нивната креативност. Ако пред 1,5 месец успеавме заеднички со име програмата при швајцарската амбасада, заедно со градот Скопје, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, голем број на туристички работници во Охрид, да ги дочекаме дис морник и да бидеме директно во лондонската најгледан утринска програма и да имаме прилози, а тоа да го откриеме после месец и половина, сепак ценам дека треба да бидеме доволно горди за тоа. Што им беше најинтересно на британците кога дојдоа во Македонија, направија различни репортажи од различни локации во државата, што им го задржа најмногу вниманието? Буквално се представивме на повеќе сегменти и во култура, и во традиција, и во историско и културно наследство, стари занаети, изработка на бисери, изработка на филиграни, еногастроконцептот, градот Скопје, неговата мистичност, неговата историја повеќе од 2000 години. Се тоа што всушност буквално беа зачудени кои им кажувавме дека овие се столбови камени од 9-тиот, од 7-тиот, од 8-тиот век, кога ја видоа и кога ја погледна глаголицата, како се изработува стара хартија, се уште печати на Гутенбергова преса и се останата. Тоа се некои мистични работи кои што треба да ги понудиме уште повеќе. Во контекст на тоа дека треба да им ги понудиме уште повеќе, тоа го прават туроператорите, но тоа го прават, да речеме, и туристичките водичи кои што треба да им ја доближат понудата на странските туристи. Изминативе денови на социјалните мрежи забележав неколку реакции од туристички водичи кои што забележуваат групи кои што доаѓаат во Македонија, а немаат ангажирано лиценциран туристички водич, кој што е обврска да го прават тоа. Чија обврска е да го ангажира туристичкиот водич? Според нашите закони, секој кој што има, да кажеме пакет аранжман или имаме кружни патувања, треба да ангажира локален водич, односно водич од кај нас. Генерално гледано, затоа и години назад Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот реагира и бара туристички инспекции и туристичка полиција. Туристичката полиција не е да апси. Туристичката полиција да се насмева, да се слика, да изрегулира пазари, да ги земе документите. Всушност да види дали тие луѓе имаат договор за работа, кои се, што се, да ги насочи по-безбедно да излезат од градот или во случај да им покаже и да им насочи каде се атракциите кои што треба да ги видат, додека туристичката инспекција треба да го регулира пазарот и да го спроведува законот. Ако ги немаме тие две работи, очигледно бројот на инспектори кои што се во локалниот економски развој не се доволно, бидејќи во градот Скопје ги имаме на прсти, исто така и во градот Охрид. За другите градови многу помалце. Сепак и туристичките работници и водичите се концентрирани во двата најголеми наши туристички центар, градот Скопје како 12-месечен бизнис центар и главен град на државата и Охрид како неизбежно место и прв туристички центар во кај нас. За сите останати ние со одреден проект заедно Cross Border, заедно со Грција веќе обучуваме 10 до 12 туристички водици млади лица до 29 години од другите градови. Не смееме да дозволиме градот Дојран да нема локални туристички водичи. Струмица, потоа Ресен, Крушево, Македонски Брод и останати места да не ги именувам, а да сакаме да го спроведуваме туризмот на тоа ниво на кое што треба. За работната сила сакам да продискутираме. Податоците се дека во македонската туристичка индустрија се вработени помеѓу 30 и 33.000 лица во зависност од сезоната, што представува околу 5% од вкупниот број вработени во македонската економија, но тоа се уште не е доволно. Според Светската туристичка организација, помеѓу 33 и 43.000 во зависност од сезоналноста, бидејќи голем број од вработени се периодично вработени, сезонски вработени, за разлика од овие 30 до 33.000 кои што се во континуитет вработени. Пред се тоа мораме да работиме да ги задржиме сите 43.000. Тоа ќе помогне ако имаме намалување на сезоналноста во дестинацијата и токму тоа е развојот на руралниот екотуризмот, агритуризмот, со кој што веќе до септември месец заедно со владата и со одреден број на ресорни министерства во работна група ќе изработиме проект предложен од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, 50
села 50 рурални приказни, кои што во наредните 4 до 5 години ќе интервенираме за развој на селските средини, поголем број на работни места, зелени дестинации и се останато, но тоа кога го говориме што со работната сила, треба, тоа е двонасочен процес. Миграција, како што каже господинот Блажевски, од Македонија кон другите земји и од некои други земји кон нас. Всушност, вторите треба да ги интегрираме во системот, добро да ги обучиме, каде доаѓаат, бидејќи тие не треба да ни бидат сезонски. Се поголем е бројот на интересот веќе во средните стручни училишта и тој процес треба да продолжи, но процесот може да продолжи само на два начина. Ако приватниот сектор препознае и почне да вложува во младите генерации со подобрување на условите и поголема, не фиктивна, туку вистинска пракса во текот на годината и државата да интервенира со одредени мерки. Како да им ја дадеме вистинската плата, она висока плата која што ја бараат, а да не ги покачиме цените на услугите? Тоа го спомни господинот Блажевски. Како да се најде тука? Според истражувањата на Analytics, 2018 година просечната плата во секторот туризам и гостителство било 18.700, што е секако мало. 2022 е веќе 25.000. Веќе 2023 година чинам дека е над 30-35.000 денари. Кога е во прашање келнер, додека куварите и мастершефовите земаат многу поголема плата, треба да работиме на неколку елементи. Тоа е да ги убедиме младите генерации дека не е девалвирана струката и дека од незе може пристојно да се живее и да има кариерен развој, тоа е првото, бидејќи тоа го правиме во изминатите 30 години. Второ, стратешки да овозможиме подобар стандард на нашите граѓани се со цел да ги зголемиме платите и тоа да биде реално. Односно, да ја зголемиме продуктивноста. Ако според Светската банка имаме 3 пати намалена продуктивност, мерена со најлошата продуктивност на одредена земја во Европската Унија, тогаш, ако ги споредиме работите и ако ја зголемиме продуктивноста, таа можеме да ја зголемиме и со вложување во човечкиот капитал, и со дополнителни вештини, но и со дигитализација, оптимализирање на трошоците, а тоа е до менеджерскиот тим, со одредени стимулации и кои веќе ги имаме, но и можеби намалување на одредени даноци, се со цел на краток рок да се дојде до подобри плати, тогаш тие треба истите ќе треба да се задржат и да растат. Сепак, тоа е спрега помеѓу државата, помеѓу приватниот сектор и менеджерските тимови кои што ги водат хотелите. И на тоа треба да се работи, и на тоа треба да се работи на долг рок. Ајде во меѓувреме и за некои убави приказни од изминатиот период. Добро е да спомнеме дека Македонија е се подостапна на странските туристи. Србите веќе не мора да возат долги часови до Охрид благодарение на обновената авиолинија. Од каде се имаме авиолинии оваа сезона? Многу сум среќен бидејќи започна таа линија, затоа што беше големо визионерство и голема работа за истата. Се работеше подолго од 2 до 2,5 години, не само во убедувањата, туку во поставувањата и работата во позадина, да биде Ер Србија убедена дека таа линија ќе биде рентабилна. 4 пати неделно се обраќам. Имаме линии во овој момент и чартер летови од Манчестер, од Лондон, од Амстердам. Полни ли се авионите? Авионите се доволно полни, очекуваме добри бројки на туристи, но и веќе ги имаме и се очигледни. Сигурен сум се исполнија сите наши предвидувања, стратешки планирање за 2023-та, тоа не беше да биде возможно ако сите не работевме. Хотелите веќе имаме најава со 80% да бидат исполнити. Сезоната за мене во Охрид започна после великденските празници и на секој ниво треба да работиме. Многу сум среќен бидејќи во последно време возам по нашите патишта и можам да видам дека повеќе се чисти и повеќе се уредува и тоа е еден добар сигнал. Првата слика за државата. Да, но не треба сега во овој момент ние да влеземе во трета или четврта брзина, па повторно да вратиме старата слика. Туку треба тоа да го одржуваме, да се грижиме за хигиената, бидејќи тоа ни е лицето, како што кажавте. Потоа имаме 10 пати со Lufthansa, очекуваме чартери од Израел, се уште се во најава за оваа сезона. Уште еден до 2 туроператори кои што имаат чартер линии за Охрид во краток период, јули и во август, но оваа сезона, како што се поставени работите, како што се очекувањата,
длабоко во Охрид ќе заврши некаде во октомври, во ноември. Реални се проекциите на Агенцијата за туризам, а веќе се подготвуваме за 2024 и 2025, кога ветуваме дека 3,7 милиони ноќевања не се недостижни. Секој гостување зголемувате бројката, ќе проговориме нешто на крајот и за неа. Старите занаети и традицијата ќе бидат дел од сите проекти и активности на агенцијата. Имавте средба со претседателот на Занечиската комора. Како помина? Многу добро, бидејќи Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот покрај своето делување во промоција и поддршка офаќа и некои други сектори и се повеќе надминува позитивно својот ангажман, па сме ангажирани во други државни делегации на претседателот и секогаш се трудиме да прикажеме и да покажеме нешто што е автентично и уникатно од кај нас. Од прилика околу 23 до 25 стари автентични занаети се уште виреат и обстојуваат во старата Скопска чаршија и во други чаршии. Ние се повеќе и повеќе се трудиме да ги промовираме. Веќе изработуваме, сме во фаза на аплицирање на кросбордер соработка со Команово и со Бугарија, каде што уште повеќе ќе се потрудиме да бидеме инклузивни и да им ги прикажеме и да бидат достапни туристичките атракции за лицата со одреден хендикеп и за нашите млади кои што се со одредени пречки во нивниот развој, се со цел на таа целна група да ја овозможиме уште повеќе уживање и можност за истражување. Додека продолжуваме со нашата работа и во периодот кој што предстои, стратешкото планирање за 2024 година ќе го фокусираме повеќе на патна означување, на еногастроконцептот, на винските патишта, на наше поврзување со европските рути, на културните рути и создавање и валоризирање повеќе на неколку елементи во дигитализацијата кои што застанаа во 2021 година поради буџетот на Агенцијата за промоција и поддршка и јас сум сигурен дека 2024 година ќе дојдеме на во буџетски рамки некаде 19-18 година, со што ќе овозможиме уште поголемо воведување на нашата дестинација во циклусот на растење. 3,7 милиони ноќевања за во 2025. За оваа година беа колку? 3,3. 3,3. Колку имаме до сега? Сосема доволно. Добро. Тогаш следниот пат со поголеми бројки, со детални бројки да анализираме и да видиме што сме направиле, може така. Мајската статистика ќе уште повеќе ќе го намали минусот кој е 2019 во прашање. Првиот квартал 2022-2023 19% пораст во приливот од туристичката индустрија, 94 милиони долари, ако го споредиме со 2019, тоа е скок од 41%. Сушто во овој момент одиме кон некои нови височини кога е приливот од туристичката индустрија, а квалитетот на туристите веќе овозможува да бидеме во една друга зона во која што ќе бидеме креативно и интегрирачки. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе израсне во повисоко тело. И за крај, суштината на една туристичка приказна е да донесе туристи, но повторно тие да се вратат. Ги има ли, доаѓаат повторно ли во Македонија? Какви се информации? Тоа е две насоки. Добра. Да донесеме, да мотивираме повеќе странски туристи, но и да мотивираме доволно домашни да не заминат или нивниот престој надвор од нашата држава да биде пократок, додека викендите да не бидат тука. Каква е едната, каква е другата приказна? Во едната успеваме, очигледно повеќе, а во втората треба заеднички да ги засукаме работите и ракавите и да работиме повеќе. И еве еден апел до сите наши граѓани на нашата мила држава, викендите повторно, без разлика на дистанцата, без разлика на инфраструктурата, може би чести, пократки викенди, да ги посетиме домашните места и да истражиме нашата земја. Каде ќе се капете вие лето? Најверојатно тоа ќе биде Преспа, но неколку дена во Преспа. Заради метежот на влезот во Охрид или? Не, бев во минатиот петок и сабота во Охрид, сега повторно утре заминувам за Охрид на состаноци, каде што ќе работиме на можности за еден проект, европски проект, заедно со каде што повеќе ќе го детектираме и представуваме 360 виртуелна реалност нашето културно историско наследство.
Благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Јас сум сигурна дека ќе се гледаме во текот на летото, ќе има за што да зборуваме.